Пред една година профункционира Центарот за превенција во општина Карбинци. Досега немал број на граѓани побарале помош од надлежните за некој проблем во надлежност на полицијата. Придобивката од овој центар е огромна. Проблемите се пријавуваат овде. Жителите на Карбинци не мора да одат во Штип, вели градоначалникот на Карбинци. Денеска можам да кажам дека ова е успешна работа. Луѓето доаѓаат, односно вработените од секторот за внатрешни работи доаѓа секој вторник, овде се од 8 до 16 часот. Одзивот на граѓаните кои што имаат вакви проблеми е се поголем и поголем. Граѓани што имаат вакви проблеми доаѓаат претходно кај нас, па ние нели ги упатувавме во Штип, во секторот во Штип. Така да сега се овде, сега е поблиску до нив, вработените, односно полицајците можат веднаш да излезат на терен да ја согледаат ситуацијата и како може да помогнат. Од СВР Штип вела дека овие центри се сервис на граѓаните. Истиот ќе продолжи со работа во интерес на жителите, кои овде секој вторник може да ги пријават проблемите кои ги детектирале. Задоволни сме од соработката со градоначалникот што ни обезбеди просторија каде се примаат жителите од општината Карбинци, на кои им се даваат совети од областа на безбедноста. Заеднички со жителите се детектираат безбедносните проблеми кои може да се надминат. Како пример во таа насока беше одржана трибина на тема семејно наследство во неколку села, каде жителите се едуцираа како да го препознаат и пријават семејното наследство, вели началникот на одсекот за превенција во СВР Штип Ангелчо Стојановски. Карбинци е мултиетничка општина, со години градиме суживот на ова тло. Така и досега не сме имале проблеми кои може да го нарушат интегритетот на оваа општина, вели градоначалникот Минов, кој истакна дека Карбинци е безбедна општина. Од 7 на подрачјето на СВР Штип функционираат само 4 информативни центри за превенција, кои се покажаа како поефикасни, информираат од полицијата, и тоа во Лозово, Карбинци, Чешиново, Облешево и Зрновци.